рецензијата на филм Мекен за Guardian од 1999 година се вели дека расказите на Клер Киган во нејзината збирка Антарктик се вкоренети во денешниот глобален провинцијализам и го истражуваат главно руралниот семеен живот. Навистина, расказите од Антарктик се и раскази за провинцијализмот и за руралниот семеен живот, но уште повеќе од тоа се раскази за болката и за збунетоста кои настануваат од неможноста да се померат општествените норми во рамки на кои живеат ликовите, со нивните желби и емоции, чие исполнување и изразување би значило да се излезе од тие општествени норми. Бети е загрижена за градината. Силни ветрови ги растресуваат трендафилите, ги расфрлиат цветовите по чакалот. А на Бети, собирајќи ги и паѓа жал, па ги милува пурпурно-розовите ливчиња мазни како клепки со прстите. Стои така размислувајќи за кутрите цвеќиња кога и приоѓа Едвард. Тетка Бети? Да? Кому ќе му припадне местото кога ќе умреш? Таа се вџашува. Зборовите се како силна, врела шлаканица. Расказите од Антарктик се и раскази за надежда, што им овозможува на ликовите да ги пребродат кризите со кои се соочуваат. Со што оваа збирка раскази се вклопува и во проектот Европски приказни за надеж на издавачката куќа Арт Конект. Клер Киган одлично ги портретира и болката, и неприлагоденоста. Воздржано, суптилно, имплицитно се прикажани. Никогаш не ги искажува директно тешкотиите и очајот на ликовите, туку сваќањето за нив се открива во текот на расказите. Во оваа смисла, како и во однос на темите, расказите се воедначени, што ја прави збирката прилично кохерентна. Од друга страна, Киган експериментира со наративни техники, гледни точки, фокус, така што секој расказ има некое свое обележје, кое што го прави пак различен од другите раскази во збирката. Секогаш, кога среќна омажената жена ќе отидеше некаде, се прашуваше како би изгледало да спие со друг маж. Тој викенд беше решена да дознае. Беше декември. Чувствуваше како доаѓа крајот на уште една година од нејзиниот живот. Сакаше да го направи тоа пред да остари. Беше сигурна дека ќе биде разочарана. Во првиот расказ, истоимениот со насловот на збирката, Антарктик, една мажена жена сака да испроба како е да има интимен однос со друг маж. Нејзината преголема самоувереност од една страна и нејзиното неискуство од друга ја доведуваат до една бизарна ситуација, откако ќе ужива кратко време во познанството со еден привлечен маж, за чија позадина не знае ништо. Расказите ја истражуваат безизлезната ситуација во која ќе се најдат ликовите. Така во сите овие раскази има некоја ваква безизлезна ситуација. При тоа тие ненаметливо покажуваат како ликовите не само што се ограничени од постојните општествени норми и очекувања, туку и самите си наметнуваат на себе такво ограничување, пробувајќи да ги исполнат своите соништа без да ги прекршат прифатените норми на однесување, што, како што покажуваат и самите раскази, е речиси невозможно, па дури и во многу од нив невозможно. Љубов во високата трева, например, почнува со сегашно време и ја следи утренската подготовка на Кордилија, жена на која косата и целосно и побелела на 40 години. Таа оди на некој важен, се случува некој важен настан за неа во расказот. За да откриеме кој е тој важен расказ, раскажувањето потоа се префрла во минато време, односно 10 години предходно, во периодот кога Кордилија го запознала докторот, значи за да не биде прикажано кој е тој важен настан на кој што сега се подготвува да оди Кордилија. Заглавени меѓу нивната меѓусебна љубов и докторовата преданост на сопругата или непрекршување на општествените норми, тие ништо не преземаат за да ја сменат ситуацијата, се додека некој друг не го направи тоа за нив.
Во еден друг расказ пак, во најдлабокото, дадилката, која што е главен лик во овој расказ, е растргната меѓу својот дом во минатото, за кој кога зборува, како да може да посегне и да го допре. Така се чувствува. Значи, растргната е меѓу минатото, сегашноста, во која и представува задоволство да се грижи за детето, кој што го чува, односно на кого е дадилка, како и една друга сегашност, паралелна со оваа сегашност, во која таа е свесна дека иако нејзината врска со ова момче, за кој што се грижи, е посилна отколку онаа меѓу момчето и неговите родители, таа сепак може, не по своја волја, секој момент да биде избркана од неговиот живот. Киган успева да ја долови болката писателски вешто, не наметнувајќи им се на читателите со тоа што ќе им каже дека ликовите, нели директно да им каже дека ликовите се несреќни, туку напротив овозможува низ читањето самите читатели да ја согледаат и почувствуваат тагата на ликовите. Например, кога докторот во Љубов во високата трева ќе ја викне Кордилија за да ја прекине нивната врска, не се искажани ниту неговата, ниту нејзината болка. Само некои попатни забелешки, како например тоа дека тој ја положува главата во рацете или дека таа престанува да ги слуша зборовите кои што тој ги кажува, се сведоци за недоловливоста на нивната тага. Во расказот пак во најдлабокото, стравот на дадилката не е видлив во настаните, но е пренесен индиректно преку нејзиниот сон, во кој таа постојано го сонува истиот сон секоја вечер. Значи, токму во моментот кога треба да го фати детето, кој што некако паѓа од некое место, рацете одеднаш во сонот и се топат, а момчето паѓа назад во мракот, значи таа не успева да го дофати. И нејзината болка е прикажана само низ овој сон. Инаку во расказот не се кажува директно дека таа чувствува болка. Еден од најдолгите и најкомплексните раскази во збирката е проповедта за Джинџер Роџерс. Мама вели дека танцувањето е добра терапија. Со него се чувствува како да е во ритам со светот. Танцувањето ја ослободува и ги подмачкува зглобовите. Секој треба да знае да се движи во свој ритам. Овој расказ е раскажан од перспектива на 13-годишно девојче, што овозможува тензиите и болката да се раскажат без да се толкуваат, да бидат видени, но истовремено не и сватени од самата нараторка, која што е се уште млада за да може да го интерпретира она што ѝ се случува. Овде болката е дотолку посилна затоа што главниот лик, дрварот Плескало, кого сите во земјоделското семејство на девојчето раскажувач, но и пошироко во селото го сакаат, е постојано весел, насмеан, дружелюбив, непосреден млад човек, чија болка не ни стигнуваме да ја видиме, а на крајот оваа болка го обзема целиот расказ. Ова е уверлива приказна за едно имагинативно девојче, кое не може да ги предвиди, ниту да ги разбере последиците од своите дејства. Потоа дојде сонот и смени се. Мајка ми ја сонуваше мајка си мртва. Незиното липање во кујната ме разбуди сред ноќ. Трескањето на кујнската маса. Стоев во пижамите со желки на крајот од скалите гледајки низ мракот. Мајка ми стуткана на подот, а татко ми кој никогаш не кажуваше нежности, кажуваше нежности. Во еден друг расказ, Луњи, кој е расказ за еден комплициран однос меѓу мајка и ќерка, болката е прикажана не преку самата болка, туку преку обидот за нејзиното надминување. Цитирам: "Впивам мал дел за сопствена заштита, како вакцина. Мора да се соочиш со најлошото можно сценарио, потоа ќе бидеш способен за се." Тука завршува цитатот. Тоа е единствениот начин на кој што гледаме како се обидуваат ликовите да ја надминат болката, со тоа што постојано ќе чувствуваат малку по малку болка и на тој начин се надеваат дека ќе можат повеќе да ја издржат. Други девојки на моја возраст
сега се на училиште. Носат боцкави, карирани с долништа и бубаат за завршните тестови. Мене доста ми беше од тоа на кора како да не и пречеше и рече дека од мене зависи. Полека си ги изгорев учебниците во буре во дворот. Страници по алгебра, домакинство, континенти се свиваа во пламени и исчезнуваа во пепел. Антарктик на Клер Киган е збирка преполна со живописни ликови, кои на различни начини се соочуваат со болка во својот живот. Лудило, убиства, психичко измачување, физичко насилство, самоубиства, бизарни навики, сложени љубовни односи, тоа се само дел од темите што се истражуваат во овие раскази. Може би првиот расказ, Антарктик, има најмногу драматика, која е најмалку би рекла мотивирана. За мене лично најуспешен расказ е расказот Во длабокото, каде што освен болката се истражува и начинот на кој е невозможно оваа болка да се одвои од искуството кој што истовремено носи и убави моменти. Повремено, низ приказот на настаните и ликовите, се проткајуваат и интересни и необични метафори. Например, на едно место авторката вели: светлината се лизна од позлатените славини, се нурна во керамичкиот мијалник, правејќи сенка. Или пак на друго место вели: водата е постудена од неостварена мечта. Некогаш ликовите се наоѓаат во безпомошна ситуација. Некогаш, и покрај тоа што навидум се заглавени, се обидуваат да ги надминат болката и стравот. А некогаш некој непредвиден настан, како например ненадејната појава на Буба Шваби во куќата, во еден од расказите, ќе ја избрише надовербата меѓу новите членови на семејството и неочекувано ќе ги зближи. Во таа смисла, оваа книга е оправдано сместена во проектот насловен Европски приказни на надеж на Art Connect, во рамки на кои се издадени уште 9 книги од значајни европски автори.